Не, нема поднесено барање за амнестија и немаме намера да поднесеме барање за амнестија. Причини има неколку и секоја е многу битна. Прво, ние се произнесовме за невини. И сега во текот на постапката се произнесеш за невина да бараш амнестија, мене како правник ми е неспојливо. Второ, но не помалку битно, се работи за селективна амнестија, која што амнестија нема никаква врска со нашата борба во правна постапка да се докаже. И трето, овој закон е наменски направен за една категорија на обвинети и ја постигна својата политичка цел. Ние во таков циркус нема да учествуваме, а секако најбитно затоа што сметаме дека нема действија кои што би можеле да се подведат под кривичното дело. Не поднесовме амнестија, со сите консеквенции тоа што го носи, и во ниеден момент немавме било каква дилема во врска со тоа. Правник не е како учесник во процесот. Што сметате, кој би требало да носи решението за амнестија? Видовме дека вчера се скара председателката на судечкиот совет и на кривичен совет. Вие ја пратите судењето. Апсолутно не може судијата кој што ја води постапката, односно судечкиот совет, да одлучува. И тука се согласувам со председателот на советот дека не може она што го води. Тоа би било прво чиста повреда на презумцијата на невиност, како преюдицирање на некаква пресуда. Значи, она суди и она да се произнесе ако за посредно за нечија вина. Апсолутно тука кривичниот совет. Каква ќе биде одлуката, ќе почитува други и за нас нема никаква врска затоа што ние не поднесовме. Меѓутоа, повторувам, никако не може судечкиот совет да биде надлежен за одлучување, туку кривичниот совет.